Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание Јаде Бурех на ТВ Сонце. Вечерва имам особена чест и задоволство да го поздравам мојот драг и близок пријател, доктор Драган Даниловски, конечно во моето студио. Докторе, добро вечер, добре дојдовте. Како да речам, добро вечер, благодарам на поканата. Исклучително пријатно се чувствувам што конечно излегов од ќелијата кај што само преку Skype комуницирам. Изминативе години имавме околу 6-7 интервјуа најмалце, не сум ги бројал, не сум ги преброил, но само тоа говори за мене дека вие сте навистина емпатичен човек. Јавно од мое име, од името на мојата екипа, мојата телевизија и моите гледачи, ви се заблагодаруваме што во секое време бевте тука, одговаравте на сите прашања, па дури и поединечно, надвор од програмата, им помагавте на тешко болни. Дури знам за ангажмани ваши, да се најдат легла, да се најдат специјални лекови, кои се боревте и за непознати луѓе, надвор од она што го говоревте. Во тоа име, од мое име и од сите овие што ги спомнав, ја искрено ви благодарам што навистина многу човечки постапивте поради тоа. Инаку вие сте доктор во пензија и се во ова што го правите медиумски е само поради вашата љубов и емпатија кон луѓето. Благодарам на убавите зборови. Не сакам кога ме фалат. Навистина и него правам тоа за да... Ке има што да те кудам, не се секири, да, има и тоа, за да заработам пофалби, таман работа. Или си човек или не си човек. Не можеме да бидеме заинтересирани да помогнеме само на своите блиски во смисла на крвни сродници, туку на своите ближни во една далеку поширока, поопшта форма. Ако не си спремен да се дадеш себе си, еве така можеби с патетичен израз ки употребам, и за својот ближен, кој што не го знаеш, не си човек. Не знам, нека звучи грубо и строго, ама дефинитивно не си човек, не си добар човек. Вечерва ќе имам и непријатни прашања кон вас, ќе имам и прашања од гледачи и пред да идеме и на тој дел, ја би ве замолил низ ваша перцепција, ваш агол, ни што поминавме овие години на COVID-19. Еве, ако треба некому да му разговарате, ова е дамнешно минато, што се случувало помеѓу 2019 и 2022? Па поминавме низ едно искушение, долго искушение, во кое што тоа јас го споредувам со калење на челикот. Знаеш, тоа е нешто што направи да или како една хемиска реакција катализирана со некој моќен пуфер, моќен катализатор. Како да ни требаше една
еден ваков предизвик, како да ни требаше едно вакво печење на тивок оган, некогаш посилен, некогаш, ама секогаш жар имаше во таа 2-годишна Голгота. Значи никогаш не стивна, не се олади, не спадна температурата под нула, секогаш гореше и секогаш интензивно ферментиравме и како свет, и како Македонија, и како сакате, во секоја смисла. И сето тоа мислам дека беше нешто што ни беше за памет, ни беше за измудрување, нешто што направи да форсирано созрееме. Да форсирано да созрееме и како поединци, да созрееме и како колектив, помал или поголем, како цивилизација конечно. Како да ни требаше нешто такво. После милениуми еволуција на цивилизацијата, некако како да забегавме и како да отиде целата таа некоја крива смер, некој тенденција во еволуцијата на цивилизацијата, како да почна како да речам, да успорува, па дури и да гледа надолу. Отидовме во инволуција по ѓаволите. И како да ни требаше едно вакво искушение, глобална една криза со големи жртви, за тоа да не сепне, да не поттикне, да се прашаме, знаете, историското прочуњето quo vadis. Се запрашавме, ми се чини, добар дел од нас, не сите. Каде одиме? И сега на крајот на сета таа тој виел долороза, да не го наречам, ама да не биде премногу патетично, ама ни сите тие такви 2-годишни искушенија, низ предизвици, низ кои што помиравме, како да всушност успеавме сепак во огромно мнозинство да се најдеме себе си. Ако ништо друго, низ таа ферментација се одвојува вистинските вредности од фалшот, од чурукот, викаше дедо ми. Се покажа кој е чурук. Како да бевме, како да речам, заспани, малку улјујкани во еден збор, во едно самозадоволство дека сме мали богови, како луѓе припадници во едно цивилизацијско време, 21 век, со дострели во технологијата, силни и така натаму, не баре се почнавме да се занесуваме дека сме бесмртни, дека никој ништо не ни може, дека имаме совршени општества, дека сме совршени поединци, дека е доволно да имаш еден смартфон и да го имаш, демек, светот в рака. Испадна дека не било така. Испадна дека сме многу ранливи, испадна дека сме кревки, испадна дека сме еден вид балон од сапуница, јас тоа неодамна го имам кажано, еден вид холограми, дека општество во кое што живееме не во Македонија, генерално човечко општество, хуманово општество, како да е еден вид холограм, а ние мали холограми. И најтрагичното од се што, барем за мене, зборувам за моите впечатоци, дека во тоа општество што личи на холограм, бидејќи секој општество основна клетка што ја има, од која што се состои од основни клетки се семејството, испадна дека и семејството е холограм. Испадна дека семејството не ни функционира, генерално општо зборувам. И ако не ни функционира семејството, не функционира колективитетот, општеството, а дефинитивно не функционира и секој поединец член на тоа семејство и член на тоа општество. И затоа велам, се во ова жестоко ни влепи шлаканица сиов овој предизвик 2 години, да се свестиме дека е тоа така, дека сме холограми и дека е време полека да почнеме да се материализираме, да се очовечуваме. Колку ќе успееме, мислам дека долг пат е пред нас, ама доволно мислам дека крајно време беше, како да ни требаше, како на луѓе, како на човекот со Ч големо, како да му требаше вакво нешто, за
дојде на себе, за да тури точка и да може да се обиде да успее да се обиде во нов квалитет да се пренесе. Па секогаш во општеството одделни историски епохи, нели, завршувале со ломови, револуционерно, откако ќе се натрупал еден квантум на противречности и наеднаш тоа мора да експлодира. Да експлодира и од старото, нели, се уништува, одиш на повисока орбита од која што го гледаш светот и себе си со многу повисока резолуција. Значи, од жабја перспектива, па сега не знам на кој ниво сме. Уште сме на ниво на врапче. Ау, докторе, ваков филозофско-религиозен аспект не сум те видел негде јавно, па дури и приватно вака да излеташ. Ја ти благодарам што ти дошло. Очигледно ова ти е некаков порив одамна. Ја очекував малце постручно и медицински. Не може ја и стручно да. Не, за стручното сега ја имам клизечи, извини, знаеш дека сме другари, ја не кријам дека сме лични пријатели, поточно не сме ни пријатели, ние сме повеќе браќа. Значи, ти си како брат што никогаш сум го немал. Ја така те доживувам тебе. И тоа не тешко ми е за да ја задржам професионалната дистанца како новинар, освен што ќе те персирам. Ама дека не се слагам со тебе, има мал милион причини. И сега, ама ја не сум така затворен тип, како, да речам, теоретичарите на заговори, антивакцери, вакцери или така натаму и така натаму. Ја имам своји сериозни сомнежи кои сакам вечерва јавно да ги кажам. 2 години ние имавме епидемија која беше прогласена како епидемија. Дали ти ја доживува? Ја сега после ова, како заврши епидемијата? Не е завршена. Што се случува? Па ова не е епидемија. Извини, ја не го доживувам како епидемија. И сори, ама значи голем дел, значи цела светска популација. Влеговме во една заслепеност. Таков впечаток имам. Јас, значи, за 10 години, кога ќе ме прашаат внуците, ако, нели, сега карикирам, ќе им речам, не знам што се случи, една општо човечко лудило и слепило и општа паника, одошто реална болест и реален лек. Не дека немаше болест, не дека немаше лек, ама мислам дека прво, научно потврливме, медицински потврливме, општествено потврливме и како никогаш досега баравме помош од медицината, а сега чувството ако идеш и на оние што најмногу ги почитуваат и лекарите и медицината и науката, никогаш на пониско ниво не била медицината и довербата во здравството и фармацијата. Така е. Така е. Ме се ме убијаш упоим, немој со така е објасни. Така е. Ние вака, значи, јас тоа што го кажав, така јас тоа го чувствувам. Не, тоа беше феноменално. Да, тоа е и тоа нема многу над сево ово муабет. Мојов е поприземен. И тоа нема врска со ова што значат конкретни. Не, потполно те разбрав. Него се дообјаснува. Многу убаво излагање имавте, докторе. Меѓутоа ова зашто ти кажуваш, точно ние паднавме, сите ние паднавме на испит, затечени испаднавме да бидеме од ова што не снајде. Тоа што не снајде, дали јас не сакам сега да шпекулирам за потеклото и за канатамо, меѓутоа факт е дека имавме пандемиско ширење на вирус SARS-CoV-2. Факт е дека тие што беа со компромитирани имунолошки системи, постари луѓе, хронично болни и така натаму, поминуваа како боси по трње. И тоа е факт, во просек зборувајќи. Значи многу тешко, со фатални последици. Или умира, или завршува на респиратори, не може до ден денеска не можат на себе да дојдат полулуѓе,
со оние пост-ковид синдром, симптоми и така натаму. Значи, јас знам луѓе кои што многу лесно поминаа, па ми вика, што толку паника се дигаше, лесен вирус, абе за тебе лесен, ама има и други што многу тешко поминале. Ама тоа е така и со грипот. И кај грипот не е смртноста висока, нели? Па сепак се препорачува на ризичните групи да се вакцинираат, зашто веројатноста за да поминат лошо за нив е поголема. Зашто не реагираме грип кога ќе дојде да правиме локдауни, да правиме... Ама тоа не се прави со грипот. И... Зошто се правеше со ова? Еве сега од дистанца. Да, еве вака е објаснувањето. Значи, практично сега сме во фаза кога е безсмислено, депласирано и контрапродуктивно практично да се реагира со рестриктивни мерки, со локдауни и така натаму, и со ковидов сега. Значи, практично, онака како што реагираме со грипот и како што препорачуваме, ако си ризичен, оди, вакцинирај се, од твоја волја и така натаму. Никој не ги брои заболените, никој не издава билтени секојдневни колку од грип се заболеле, иако за тоа се води евиденција, ама има можеби 10 пати поголема бројка што никогаш не се регистрира, зашто ќе си шмрка дома, ќе остане, не се јавува на лекар. Така и истото вие ќе биде и како со ковидот. медицински по стручност сте медицински статистичар, така? Епидемиолог Епидемиолог. и со статистика. Истото статистика. Рековте додека траеше се во ова и неколку пати низ интервјуата, правевте некакви споредби со хонконшкиот грип, со оној грипот негде почеток на 20 век и тој беше шпанскиот грип. Потоа хонконшкиот грип некаде 70-та година. Так. 75-та година уште една епидемија имаше голема, ама тогаш во Југославија многу не знаевме податоци што се случува. Сега ни штури податоци како можеме епидемиолошки сега да споредиме. Колкава беше смртноста спрема, значи незаразноста. Зборам смртноста сега, тогаш, некогаш и така натаму. Секогаш на почетокот, додека населението, човечката популација е имунолошки наивна, така ја нарекуваме, или имунолошка табула раза, секогаш кога ќе се случи ново појавен мутант на одреден познат вирус, како од грипот што се јавува разни нови соеви, или сега еве со SARS-CoV-2, прв пат кога се појави во 2019 година. Значи, секогаш кога нов створ ќе се појави меѓу осетлива човечка популација, додека не се изадаптираат меѓу себе, бидејќи секогаш се работи за борба за опстанок и секој жив вид, и микро и макро вирусите, бактериите, и макро животните, луѓето, ние и така. Значи, сме во една меѓусебна не борба за не конфронтација, туку борба за меѓусебна адаптација. Тоа е таа екологија. Епидемиологијата е уште се нарекува синоним, е медицинска екологија. Нас не интересира кои се законитостите под кои што ќе дојде до максимална меѓусебна адаптација меѓу одделните живи видови, во случајов SARS-CoV-2 и хуманата популација, микро и макро вид. Во почетокот, да се вратам, кога се уште бевме имунолошки наивни, уште не се познававме, непријателот го гледаш, не си спремен, не знаеш како да се спротивставиш, тој се вооружил со сите можни средства и кидисува како бесно куче, освојува се повеќе простор. И тоа е тој прва фаза во таа меѓусебна адаптација. Спореди ми со шпански, со хонконшки грип. Истото беше и Дали е истиот начин и принцип? Апсолутно идентичен е принципот на тој еколошки принцип на меѓусебна адаптација кај сите. Било кога стана збор за шпанскиот грип 1918 година, исто табула раза имунолошка беа луѓето, зашто нов беше. Океј. И до тамбера тој се изадаптира на луѓето, што сега него го имаме, истиот тој, шпанскиот.
Сега го крстивме сезонски грип. Си го имаме секоја сезона. Но првото негово појавување беше но првото беше страшно, направи. масакар. Со ковидов истото ќе се случи. Имаме историски доказ дека е тоа така, не само со шпанскиот грип, туку со негови сродници, четворица сродници на SARS-CoV-2, кои што наназад можеби со милениуми, со илјадници години постојат меѓу луѓето и можеби беснееле исто како SARS-CoV-2 сега и тие 4. Значи тоа се 4 типови на коронавируси кои што предизвикуваат обични настинки, полесни дури и од грипот. Тие 4 коронавируси веројатно некогаш исто така предизвикале некаков ваков жесток настан, некоја пандемија и можеби повеќе пати тоа го правеле, се додека не се изадаптирале на луѓето и конечно како се адаптирале со тоа што заразувајќи ги луѓево, настрана вакциниве се што ги имаме. Со природно заразување доаѓа до се поголемо стекнување на имунитет кај луѓево, кај домаќините на вирусот, и овој сега веќе не може да најде осетливи домаќини. Дали тој, ај конкретно да те водам малку. Дали кога хонконшки грип, ковид, шпански грип, се заразува човек, тој втор, трет, што ќе се зарази некоја мутирана врска, лесто, тешко и така натаму. Поминува. Викаш дека денеска ги имаме истите тие грипови, истите тој вирус, кои ние гола вода. Сме адаптирани. Како сме се адаптирале, а не сме били изложени? Дали, кога ќе прележиш болест, дали твојот имун систем прави видоизменување во ДНК и тој податок се пренесува на поколението? Дали децата на родители кои преживеале и стекнале имунитет на шпански грип, дали детето ќе биде поимуно или не? Тоа ме интересира, тоа е интересно прашање. Thank you very much. Во нашиот... Па пописмен новинар за ова нема, ама знаеш зашто? Затоа што си ме обучувал со години, ме научи медицина. Ја не сум најпаметен, ама имам најпаметни другари. Значи, еден начин за стекнување на заштита заради што се спитомува зверов, Добро. освојувачов, е она имунолошка заштита што се стекнува од како ќе прележиш или ќе се вакцинираш. Така беше и со шпанскиот, така со сите. Меѓутоа, сите вируси имаат табијат да, откако ќе настане инфекција, да се вградат во нашиот генетски материјал, во нашето јадро, во гените. Добро. И во човечкиот геном, во човечките гени, сега има веќе таква технологија, може точно да се види низ историјата на човештвото, во геномот на сегашен современ човек, наназад колку се и какви се вируси поминале преку човештвото. Сакаш да ми кажеш, ако сега отидам во временска машина и земам човек од пред 1.000.000 години, го ставам денеска, он за 2 дена ќе умре. Затоа што не ги преживел сите овие вируси кои за нас не се добро. Да, веројатно. Ова е војна на световите од Хаџи Велс. Да. Ти текне. Да, Елиените на крај умре од вирусите. Да. За кои ние сме се адаптирале со векови. Ама што се случи со Значи, индијанци, со маите, со инките? Мислиш дека од тоа исчезнал? Од морбили изумира. Геноцид се направи. Конквистадорите вирус на морбили им донесоа и отидоа сите. Ја мислев дека се откажале од името, од идентитетот, виделе текила, отишле у Мексико. Убеден си ти во тоа дека народи исчезнуваат од вакви болести? Инките, толтеците, маите? Да, мислам дека можат да исчезнат групи или да се десеткуваат групи на народи. Па, например, многу е деликатно и мора за тоа се свесни. Истражувајќи што дадат антрополози и така натаму што одат да ги проучуваат овие амазонските племиња. Изолирани. Изолирани живеат, тие немаат никаков имунитет. Едноставно затоа што не се соочиле со никој од овие точно вируси. така. Едноставно, ако се соочат тие со човек од цивилизацијата во наводници,
западната цивилизација, практично ризикуваат да поминат многу лошо здравствено заради заразување со банален вирус. Давам инструкции само вода да ми донесат. Твојата ладна кисела вода, не се разбравме. Значи, ние што преживеавме, младите што преживеа и што ќе имаат утре поколенија, тие поколенија кои ќе бидат изложени на ковид, ќе бидат многу поимуни затоа што и ние сме сега поимуни затоа што некој наш предок прележал хонконшки грип. Зошто не се принесува имунитетот, например, кога ќе се вакцинирам на вариола вера, на сипаници, на заошки? Зошто тој имунитет не стекнуваме подобри? Зошто остануваат некои вируси смртни, а некои во геномот ни влагаат? Па вариола вера... И тука е големото па чекај, зошто се вакцинирам тогаш? Мислам дека е премногу ризично и неетички би било да речеме за вариола вера со смртност од 30%, 30% највисока. И сега, да речеме, може на времето немало вакцини, така што големите сипаници или вариола вера го десеткувало населението низ Европа и низ Америка и така. Цела Југославија, генерација наша, родителите сите сме вакцинирани од вариола вера. Меѓутоа, проблемот е што последните вакцини се дадоа негде тамо 1980 година. 1980 година се ерадицира. Беше прогласена ерадикација, искоренување на болеста. Последниот случај беше регистриран 1979 и од 1980 година наваму, значи тоа се 42 години, никој жив понатаму што се следните генерации не се вакцинирани. Вакцинирани се тие до тогаш родени. Добро. И се што имаме? Бидејќи стануваше збор за вакцина со жива вакцина, со жив атенуиран вирус, тој вирус предизвикува имунитет кој што е долготраен, доживотен. Едно од најдобрите вакцини во историја. Тука се согласивме јас и те. И најризичните. И најризични, зошто? Затоа што жив вирус може да направи разни белја, да речам, со... Каква беше ситуацијата во Југославија? Како беше, дали постојат некои статистики кои сте ги проучувале вие? За 2 месеца 18 милиона народ беа вакцинирани во Југославија. Каква беше последиците? Јас не знам, не се соопштуваше тогаш многу, меѓутоа сигурно имало некој кој што од вакцинираните поминале лошо, ама тогаш немаше социјални мрежи, немаше ништо и во секој случај, колку и да изгледа сурово, во епидемиологијата, користејќи статистика, нас не интересира глобално нешто како изгледа. Повели? Значи, упросечено како тоа изгледа. Ако во просек е нешто безбедно како мерка, независно што можеби ќе има одредени и негативни страни, постапка некоја, не знам, вакцина, што да е, или лек некој, тогаш што се прифаќа, затоа што бенефитот го надминува она што значи лоши страни на лекот или вакцината и така натаму. Нема нешто што е безопасно. Не постои ништо што е безопасно. Се сагам. За разлика од вашите колеги, вие признавате дека секој лек, секоја вакцина носи одреден ризик. Тоа секој сте го рекли. Можеме да зборуваме се за нијанси, да ги рангираме, според квантифициран ризик за одредени нус појави. Меѓутоа, дефинитивно нема безопасна вакцина, да не се лажеме. Дури детските што ги примаат. Но дефинитивно проценето е, пак статистика е тоа. Пак не разбрав само. Зошто за некој имунитетот го имаме, за некој го немаме? Болести. Во врска со вариола вера, многу силен... Не мора вариола вера. Нека бидат за заушки, нека биде за... Го имаме за заушки и за сите други цврсти силен имунитет се останува доживотно. Дали се пренесува? Не може да се рече дека... Дали ги пренесуваме? Не. Дали го пренесуваме тој имунитет? Мајката на детето го пренесува, инаку ова што зреков јас во геномот наш
Да? во генетскиот материјал дека има траги од вируси, тоа е само како еден отисок од прст дека сме имале контакт со. Не значи Со тоа ви- дека сме поимуни. Не значи дека сме Значи имуни. тезата дека ние сме се адаптирале со ова, сме еволуирали, сме адаптирани Адаптирањето оди додека сме болни. као единки живи. Во мојот живот, ако јас често пати влегувам во контакт, блиска средба со одреден вирус, како со настинките, код дете 100 пати сум настинал. Или со, еве сега со SARS-CoV-2, тоа ќе ни биде можност. Последователните контакти ни го зацврстуваат имунитетот се повеќе и повеќе. Имунитетот кон болеста или општиот имунитет? Кон болест, кон таа конкретна болест. А има нешто друго. Бидејќи сега овој вирус и како настинките што се и грипот ќе станат ендемски, значи постојано ќе бидат со нас. Тоа значи дека првите средби, првите контакти со вирусов, еве за SARS-CoV-2 да збориме, ќе го имат децата. Така било со настинките, така било со коронавирусите. Да, они највише комуницираат. Децата, тие се имунолошки наивна популација, што туку родени, го имаат првиот контакт, Но имаат и најсилен имунитет. имаат силен имунитет, лесно поминуваат и во детството неколку пати ќе го поминат, ќе испонастинат, ќе шмркаат еднаш месечно да речеме. Нема да шмркаат сега само со настинки предизвикани од досега познатите вируси и оние банални бенигни коронавируси, туку ќе шмркаат и заради SARS-CoV-2. Омикрон ли ќе биде, ќе видиме кој. А што ќе биде со нас постарите? Ние веќе еве имаме искуство со нашите скромни средби со вирусот. Како бре скромни? Па скромни, ете. Како скромни? Да речеме 3 дози вакцина. Не сум уште прележам, чекам да прележам, па тоа ќе ми биде некој бустер да речеме. Ја ја прележав и сметам дека многу сгрешив што се вакцинирав после тоа, затоа што во меѓувреме, иако те послушав, ама ја сега горко се кајам што се вакцинирав, затоа што мојот имунитет беше и се што проучував, еве нешто литература ти што ми даде, дека тој природен имунитет, тоа што го прележав е најдобриот имунитет. Сега мене ми е само страв. Ја не верувам дека можела вакцината само да ми го подобри имунитетот. Мене ми е само страв да не си направам последица да ми го супресира имунитетот природен кој го стекнав за ковид. Бидејќи добро ја го осетив ковидот, а и пост-ковид последиците за кои ќе збориме. Мислам дека тоа време беше сосема друг сој на вирусот, не беше првиот, толку, да. Па да, уште беше незгоден, знаеше да предизвика малку повеќе штета отколку сега омикрон и бидејќи не знаевме уште како ќе се однесува, сепак беше попрепорачливо човек да се вакцинира отколку да чека да го фати вирусот. Инаку да се вратам на децата. Децата, значи во детско доба кои ќе го фатат вирусот, после тоа како возрастни, они веќе се до таа мера со силен имунитет, што било која наредна инфекција со вирусот, кој да е вирус, ќе го поминат лесно, како настинките. Така и овој SARS-CoV-2, сега децата кои ќе почнат да го фаќаат како мали, понатаму тоа ќе им овозможи во детското доба имунолошка силна бариера, која што понатаму ќе им послужи при наредни инфекции, велам наредни инфекции затоа што кај сите РНК вируси нема доживотен имунитет. Така. Нема доживотен. Затоа не ми дадовте таков одговор зошто некои вируси имаме вакцина именно за други. Ова е одговорот. Значи РНК вирусиве, особено овие против што предизвикуваат настинки генерално, вирусот на грипот, вирусот на COVID-19, нема траен имунитет. Имунитетот за заразување, заштитата за заразување не трае повеќе од 3 до 5 месеци. И сега, меѓутоа, си постои она другата, длабокиот слој, длабоката одбрана, тој клеточен имунитет, кој што дефинитивно не може да дозволи, нема да дозволи, ако се заразиме,
а кога тогаш ќе се заразиме после 3 до 5 месеци, Повторно. некои порано, повторно, како кога Да има таква силна како првиот пат. како никогаш потешко нема да биде отколку претходните пати. Секој нареден пат ќе изгледа полесно и веројатно еден ден може да се случи ако не се смени нов тип да дојде нов мутант. Истиот пак остане, веројатно нема ни да ги чувствуваме. Пред да идеме у деталите. Сега гледам дека давате одговори како да сте министер за здравство, многу внимателно за да не. Но вие сте пензионер, вие сте со огромно искуство, помогнавте на многу луѓе, а човек сте од науката, а човек од наука не ќе да шпекулира. Но ја ќе се обидам, мое е новинарско. Значи, чувствувај се слободно да ме заобиколиш или да преидеме на друга тема. Многу е легитимно и не значи тоа дека е страф или се повлекуваш, јас те оправдувам. Ја ова што го прележав. Значи, гледано како го доживував. Како го доживуваат другите. Гледајќи ја менталната, значи, јас сум новинар и обзерватор како што ретко кој. Тоа е мојот супер пауер. Ако за нешто ме бива, тоа е од страна да гледам нешто. Знаеш, онака некој го имам тоа, да го осеќам мирисот. Значи, дозволи ми 2 минути. Го изгубив мирисот, го изгубив вкусот. Почнав да добивам флешови. Значи, тоа е термин кој го користат наркоманите, кога ќе земат некоја дрога, некоја материја, и почнуваат чудни работи да им се случуваат. Најдобро, како би ви го опишал? Луѓето што работат на едитување на видео материјал, нели? И има сега. У еден кадар сум јас, у еден кадар си ти и правиме муавет. И сега замисли го ова забрзано, кадрите се милисекунда, но и измешани. А помеѓу и кадри, мачиња, кучиња, делфини. И делува како надреален филм. А јас сето тоа го гледам од трето лице. И викам, what the fuck, што се случува? Значи, сум прележал многу болести. Немам слезина, имам инфаркт, многу сум, ти ми ја знаеш целата историја и затоа беше многу позагрижен од мене кога се заразив од ковид. Но последиците беа какви што беа, знаеш ти, јас со реишито се фатив со кинеската, но сакам да кажам, се што доживеав, докторе, повеќе можам да го кажам, како да сум бил издрогиран, како да сум бил отруен, одошто како да сум бил болен. Бидејќи болен, знам, ќе ме фати нос, кашлам, ми тече, те болат мускули. Ова не знаеш дали си хипик негдека заглавен у 60-ти години па ти дал некој пејотел, не како Карлос Кастенеда, или реално су болен. Не дека немаше и симптоми на болест, но многу делуваше како да имам некој елиен во главата. Многу ми делуваше вештачки. И јас со ваши колеги зборев, и има дури ваши колеги многу ценети, кои велат, Јанко, не знам, во право си ми велат, најверојатно и дури и да е вештачки, немаш избор, мораш да се избориш. Тоа е тоа. Но како тебе ти мириса целава работа? Мене не ми мириса на нешто природно. Јас знам што е природен вирус, толку сум ги прележал, ова нешто вакво не сум искусил, не сум доживеал. Тоа ми е она што ми дава право да шпекулирам малце. Не да го тврдам. Да шпекулирам. Сега не сакам да изигравам некој факт чекер, нели овде. Меѓутоа, ти реков, може слободно да го... Не, Јас сакав ова да го кажам пред тебе, а ти си човек од науката. Јас сум од ситна боранија. Не, добро, секој, нели, умот е знае да оди лево и десно и така натаму, секому паѓаат на памет секакви можни идеи, ги разгледува. Во случајов, зашто да не, може и така да се размислува, седнал некој и го направил. Не е проблем човек така да предпостави, меѓутоа, од друга страна па, тој не е паднат од Марс вирус, па негови братучеди се овие 4 што ги кажавме што предизвикуваат настинка. Негов сродник е оној вирусот SARS исто. Да, модификува.
Знам. 2002-2003, 2012-13 мерс. Значи сите се тие во таа фамилија коронавируси. И се што е случува? Човек по некаква логика на нештата може да заклучи зошто овој сега SARS-CoV-2 се случи да се однесува така како што се однесува. Прво, овие што беа јаки, да кажам, што беа значајни. 2002 SARS-от имаше смртност негде 10-12%, 7 до 10%. Воопшто го немаше тешко се пренесуваше од човек на човек, предизвикуваше често пневмонија, значи се вгнездуваше во долните дишни патишта, го немаше во горните. Ако го нема во горните, ти не можеш да го емитираш со респираторни капкички, со аеросоли. Виде он дека, така да се изразам, дека не му оди работата со походот тогаш со SARS, во Кина само се случуваше тоа. И во меѓувреме си ги престроил редовите и во 2012... Мутирал, кажи докторе. Мутирал во 2012 година, повторно се јавува, овој пат таму резервари му се некои двогрби камели во Саудија Арабија. Смртноста е уште поголема, 37% негде. Ама исчезна како со рака однесен. Зошто? Го снема. Не знаем, едноставно се изгуби. И Кажи сега, ми, кој... доискажи се, имам конкретно да, подпрашање. овој вториот сега, SARS-CoV-2, испадна да се вгнездува не само во белите дробови, туку го има и во респираторниот систем. Не. Горните... Не, докторе, не е само тоа. Кој вирус напаѓа нервни завршетоци? Збориме дека од 10-9 имат ноќни мори, депресии. Значи напаѓа нервен систем. Да, зборувам ја за еволуцијата на вирусиве, сакав да направам спој. Не, ја те сватив, тој е во ред. Тој е во ред, дека има основа база. Си има корени, си има... Но мојот сомнеш, мојата шпекулација, дека е ја, значи, кој вирус на грип, на ковид и така натаму, напаѓа нервни завршетоци, централен нервен систем. Сите вируси. Значи, сите вируси. Кој имал депресија, кој имал ноќна мора. Сите вируси... Другаров наш заеднички, да не му го спомнувам името. Млате. Сега го прилежа последниот сој. Вика, не спијам, значи, се будам, значи лоши соништа, ноќни мори. Значи делува на централниот нервен систем. Како е можно? Познато е дека SARS-CoV-2, покрај тоа што респираторен е вирусот и преку респираторен пат се настанува инфекцијата, тој практично е заболување на сите крвни садови. Значи станува збор за воспаление на зидот на капиларната мрежа во цел организам. Го викаме тоа васкулитис. Капилари или капиларна мрежа за крвоснабдување има во сите органи. Има и во мозокот. Добро. Има сегде и во кожата. Затоа со ковидов и модрици севуваат и осипи и така натаму. Губење на мирис и вкус, нервните завршетоци. За мозоков што ме прашуваш? Шатдаун им прави. Година, дена требаше да се регенерира. Да, се покажа дека предизвикува и во помала или поголема мера енцефалитис. Значи воспаление и на мозокот. Покрај паренхимни органи, други бубрези, едно друго, значи и мозоков го напаѓа. Практично, бидејќи рецепторите за мирис се директно излегуваат од мозокот, она што ќе биде манифестација како симптом, што ќе се доживее како загуба на мирис и вкус, тоа директно и индиректно укажува дека вирусот го нападнал и мозокот. Нападнал. Што ти зборам? Значи, сега, точно фала ти ме потврдуваш тоа што го кажувам. Да, нападнал и мозокот. Значи, кој вирус е што напаѓа мозок таков енцефалитис? Напаѓа затоа што и мозокот има крвни садови, капиларни мрежи, и од една страна, и од друга страна вирусов многу неприродно делуваш овој вирус. Вирусот е, го викаме, интрацелуларен паразит. Значи, тој не може да постои, да се размножува ако е надвор од клетките. Тогаш не е жив организам.
Тоа е на граница на живо и неживо. Единствена... Знам, науката уште се расправа дали вирусот е живо или неживо суштество. Тоа е суштество во наводници. Кое живее само кога е у средина значи, кај тоа е се совршен размножува. паразит. Тој мора да се така. најде во клетката на својот домаќин, човек, животно или водоземец, гуштер, што да е од овие риба и што да е, птица, да се вгнезди во јадрото на клетката, на клетките на домаќинот и да го искористи генетскиот материјал Голджи на системот? домаќинот. Не, Не? нашите гени, Гените. генетскиот материјал. Влегува во јадрото кај што ни се гените и се вградува во нив и практично го тера сега нашиот организам да почне да го произведува. Вирусот. Вирусот. Се создава фабрика за вируси од секоја клетка. Па зошто исчезна вирусот? Како човек, пријателе, докторе. Значи имаме тешка една драма на неспособност со локдауни, со закани законски, вакцинирајте се и така натаму. Почна војната во Украина и однеш пупу, не се важи. Ништо, штама, ама нигде нема, ни еден лекар, ни едно соопште, ништо. А ваму уште читаме толку заразени. За десетина од тоа што денеска се заразени од ковид, ние затваравме цела држава, па никому ништо. Сега одеднаш заврши целата работа. Па, мислам дека тоа со Украина е лесно сватливо. Коинциденција Па, или? Не. Има таму сигурно уште ковид, меѓутоа мислам дека предизвиците што се актуелни во тек на војнава се далеку по-страшни и доминираат во свеста на луѓето, на сите. Едноставно го препокриваат она што значи страф од вирус. Но зашто тогаш ги намалија сите овие санкции што не ги дава, пропусници? Човече, ги намалија, не, тоа нема врска со Како Украина. нацистичка Германија живееше цела планета и никој не се бунеше. Преако се изреагира, јас тоа велам секогаш потребно е да се реакцијата да биде пропорционална на предизвикот. Не можеш ти како кинезиве што се уште прават. Колку беше смртноста севкупна? Во моментов е според ако се ги земеме предвид оние што се официјално регистрирани болни, значи во однос на нив се пресметува стапката на смртност, тоа е леталитет, 1 до 5%. А каква беше највисока? И дури 7%, 7-8%. Имавме ние и 5-6%. Кај нас се упросечи на 3%. А тоа 5%, 5, нешто е негде Перу, тамо тие јужноамерикански земји. Инаку 1%. И го оправдувате ли тоа? Сметате дека да не беа мерките ќе беше далеку повеќе? Затоа што имавме земји кои ги следевме како примери, кои има со многу полабави мерки за да си го помогнат економијата, бидејќи еве, добро вечер. Дизел имаш? Дизел. Знаеш колку е вечерва дизелот од 12 95 денари. Мислам да не сум, значи економијата ни колабира на светско ниво. Само се обидуваат сега Русија да ни е крива. Не. 2-3 години ние ја гушевме економијата. Така. И парите и за медицина, и за медицински развој, и за инвестиции во медицината. Ние немаме ние немаме нацрт за клинички центар нов. Тоа е страшно. Така е, се украдоа огромни пари кои може и лјадници животи да спасат, а овие искачаа, ајде да му аплодираме на министерот. Ма дај, молим те, човече. Стварно ние заслужуваме за вариола вера сме. Мислам дека како слон во стакларски дуќан се однесувавме како луѓе воопшто на планетава со ковидов. Едноставно не се снајдовме и не ги дизајниравме реакциите да бидат пропорционални на големината на предизвикот. Мислам дека во огромна мера тоа што значат рестриктивни мерки, значи локдауни, се претера. На почетокот секогаш мора така да се реагира за да
се даде време да се консолидираат редовите, да се среди одбраната, да се обезбедат капацитети за болни и така натаму. Додека да го запознаеш непријателот, додека да видиш со која динамика напредува и така натаму. Значи, тоа на почеток е оправдано и имаше една стратегија, ја нарекуваа вака сликовито, стратегија на чекан и танц. Значи, удираш на почеток со чеканот, ама не смеш да претераш со мавање, затоа што, нели, ќе направиш друга белја и после тоа ќе танцуваш. Јас тоа го викам, треба да тоа е еден вид уметност да можете понатаму да менаџирате со однесувањето на вирусот, односно со движењето на епидемијата локална или пандемијата генерално. Тука треба човек да има менаџерски способности, треба да има малку и визија, визионерство, лидерство и што знам јас. Во секој случај се покажа дека за да може ова што го кажувам да функционира, дека треба да се има јаки институции на системот да имаш. Испадна дека ниту ние, ниту други земји, една Америка, Германија, дека паднаа на испит на доверба на луѓето во институциите. Не, ние немој да не тешиш со Америка. Ние бевме први по смртност у Европа. Така е. Значи, тоа е катастрофа што се случуваше во болниците. Ням живи луѓе не изгореа по тие болници. Тоа што Таа мизерија, оваа допрва, ние ќе треба да правиме трибунал и да правиме едно големо народно судење на ова што се случуваше. Ова беше обид за геноцид од неспособност и некадарност. Ама знаеш како? Јас нема да барам само директните виновници, туку и тие што аплаудираа на балкони. Тие беа у директната пропаганда кој дозволува. Не се, докторе, да не те навлекувам на тоа. Докторски совет. Што не очекува летово и на есен? Што треба да се припремиме? Пошто ја стварно немам намера да преживувам уште еден локдаун, полициски часови и така натаму и така натаму. Овој пат како Милчин, значи формално кога Милчин можеше да го каже, ќе го кажам и ја, земам пушка и да му планим. Како рече кај мене у емисија, ако се смени името, ќе земам пушка и да му планина. Не отиде. Па така и ја ќе вика. Летово се гледа, вика по утрото денот се познава, па еве, имаме од прилика некаде од 6 мај, 6-7 мај една права линија на движење на епидемија кај нас. Што значи тоа? Тоа значи дека сме веќе во ендемска фаза на епидемијата. Колективен имунитет или исцрпене исцрпене вирусот, више не може да мутира. Што? Тоа значи дека до таа мера сме адаптирани веќе, вирусот и ние. Од една страна ние со стекнатиот имунитет, со прележување, со вакцинирање. Он веќе не може да најде наивен од друга страна тој се испуца, едноставно веќе нема адути во рака, во джеб. Не знае веќе како да го надмудри противникот и едноставно се обидува и се задоволува да го заразува оној што ќе му биде достапен. Толку колку што му е дадено и со толку се задоволува да му бидат жртви. Или со други зборови, човекот, вирусот се навикнува или се навикна да живее меѓу луѓето. Ако тој се навикна да живее меѓу нас, треба и ние да научиме да живееме со него. Како ќе живееме со него? Па ете така. Лето постепено таа права линија, тој просек, таа ендемичност ќе се сведува на пониско ниво. Сега е негде 7-дневна средина, 7-дневен просек на случаи негде околу под 70. Не разбирам, што значи, што ми кажуваш? Тоа значи Што ми кажуваш да разберат бабиве што не разбираат? Да. Сега имаме дедо мене, колегиве мои. Имаме мирна ситуација. Добро. И секојдневно имаме колку
ќе оздрават, толку се заразуваат и едно тоа си тлее. Што значи тоа? Конкретно ние. тоа значи треба дека- ли удри бригу на веселја? Што Тоа значи дека треба удри бригу на веселја, затоа што тие и толку бројки колку што се јавуваат, ќе се намалуваат уште повеќе летово и едноставно практично со пандемијата овде кај нас е завршено. Завршено е летово. А на есен? На есен, бидејќи веќе вирусот станува ендемичен, исто како што вирусите на настинките креваат глава и предизвикуваат зголемен број случаи во есен, грипот, како што тоа го прави, истото ќе се случи и со ковидов. Ќе имаме сезонски пораст на бројот на случаите, нема да знаеме дали се настинки, грипови или ковид, ако човек не отиде да се тестира, зашто сите тие личат едно на друго. И едноставно така, секоја сезона ладна, ќе си го имаме. Што ќе имаме? Ќе си имаме настинки, грип и ковид, што ќе ни предизвикуваат респираторни инфекции. Сите три? Лесни. Молам? Сите три ќе ги имаме. Сите три. До сега ги имавме А зошто настинките. до сега ги имавме само ковид, немавме грип? Никаков. Затоа што не бил диагностициран. А не, викаш дека Па сепак го има, постои. да. Го има. Па сигурно. Овие беа толку зафатени да едноставно никој не го детектираше, не се занимаваше. Да. Е, тоа е големо потврлување за медицината, науката и институциите. Ама и порано се случувало, од секогаш се случувало. Кога ќе има една епидемија, другото да не се детектира? Па сигурно, има тука и нешто друго. Вирусот на грипот малку и се повлече Добро? пред налетот на конкуренцијата. Значи, на есен шо во суштина ти ни предлагаш? Што треба да правиме? Треба ли нешто уопште да правиме? Баш ништо не треба да правиме, исто како до сега што правевме со настинките и со грипот, тој што си беше ризичен со хронични болести, што беше прастар, ќе одбереше да се вакцинира или да не се вакцинира на свој ризик, да се пази. Во случајов сега, додека уште тазе работава, да речем, веројатно ќе треба и додека не станат достапни вакцини редовно, како за грипот, веројатно тие што се ризични би требало да се причувуваат со маска, да влегуваат на затворен простор. А вакцини? Вакцини по желба, исто како за грипот што Како им се, за грипот? како за грипот им се нудеше, има кој сака, Ама- го вакцинирај се. Принуда вака државно со рестрикции? Не, такво нешто мислам дека веќе нема да се случи. Најмалку пак ќе се случи она што рече локдауни, принуди, затварања, такво нешто нема. Освен Ало, колеги, дали сте задоволни? На нивна иницијатива ве поканив, беа многу загрижени, не само мои гледачи, него и они. Последниот муавет, Јанко, абе што ќе правиме, деца, имаме родители и така Ништо. натаму и така. Дали сте задоволни од одговорот? Пишете ако имате нешто плюс, ако не, ја почнувам со прашањата. На Вибер, ако испраќате само пораки, ве молам, јавувања не во живо, не можам сега и телефони, па фонија, фатило, па доцнело. Имам неколку прашања кои ги имам од гледачите, па конкретно би ви ги поставил овдека. Прашање, првото кое ми стигна денеска, како однапред знаете дали ќе има нова пандемија и нов бран и од кој ден ќе почне секаде по светот? Благодарам. Па, а јас ќе прашам вака. А како се прашуваат ли граѓаните, како, например, знае еден хирург кај да пресече и кај да закрпи крвни садови или кој што да оперира, како знаат анестезиолозите колкава доза на анестетик да дадат и како тој што ќе отиде да операција не се плаши, туку му се препушта и на анестезиологот и на хирургот, темек има доверба да прави што сакаат. Сакам да речам, секоја струка си има своји алатки, секоја струка си има своји специфики. Во случајов епидемиологијава има една алатка што се вика статистика. А
во статистиката пак се користат и така наречени математички модели, често, кои што служат за прогнозирање со одредена веројатност, одредена појава како ќе се развива. И секогаш може, според изгледот на развојот, движењето на една испитувана појава во случајов ковидот, во претходниот период и во моментов како тоа изгледа, може со тие математички модели да се прогнозира со одредена веројатност како тоа би изгледало во некое идно време. Значи, се е струка. Ова е, да речеме, некако како временска прогноза. Па отприлика како со временската прогноза, баш. Океј. Прашања можат да се поставуваат и на Виберот кој е веќе на стримот. Вибер бројот ќе се појави на... Да, еве го бројот и на телевизија овдека, што значи праќајте пораки, нема вклучување во живо, пораките ќе ги читаме. Оно што најдов еден текст од човек кој ретко влегува у теорија за заговор, Трендо објави за AstraZeneca, сосема на кратко, AstraZeneca згручување крв, невролошки проблеми за исти пари. Ова е најнов текст. Значи, на начинот на кој вакцината против COVID-19 AstraZeneca се шири низ системот, може да е одговорен за предизвикување на сериозно невролошко нарушување на организмот. И ова веројатно важи за сите вакцини што го користат истиот систем на испорака. Проблемот го создава AstraZeneca, се нарекува Гилијан-Бер синдром, GBS, невролошко нарушување кое ги напаѓа сопствените ткива на периферен нервен систем. Научниците од Универзитетскиот колеж во Лондон откриваат раст на бројот на случаи GBS во првите 2 до 4 недели по примање на AstraZeneca вакцината. Елена Груевска го пишува, вика, јас го имав овој негативен ефект од Джонсон вакцината, среќа во поблага форма, но требаше неколку месеци да се врати периферниот нервен систем во нормала. Марковска Сонја па нагласува за истата тема. Моите родители 71 и 76 годишни примија по 2 дози пред една година и од AstraZeneca. Нема никакви проблеми и симптоми, пред 2 месеца беа позитивни и со многу поблаги симптоми без ТТ помина. И сега имаме, нели, и од едното и од другото. Невролошки проблеми кои создава вакцина. Да. Тоа е позната работа. Познато е Гијен-Баре синдром, автоимуно заболување на периферните нерви. Мислам дека во 2001 година не повеќе од 1500 души се има регистрирано со такви нус ефекти, докажани после вакцина. Ама тоа пак ќе речам ова. Но наукава ова не го крие. Не, ова не се крие. Па нема криење. Меѓутоа, пак сега ќе речам... Мислам, не лажат дека нема вакво или ова или она. Има. Има и тоа се кажува јавно. Меѓутоа, пак сега се е статистика. Статистиката па шо вели? Статистика, ако таму се 1500 вкупно од сите дадени дози на вакцини, нели? Од една страна. Од друга страна, ако се стави на кантар колку е ризикот да се умре ако фатиш болест, особено ако си постар, тогаш е јасно дека тој ризик, такво нешто да се случи, е прифатлив во споредба со она што значи бенефит ако би се вакцинирал, особено ризичен поединец. Значи, се одмерување на ризици. Голема благодарност до доктор Даниловски, доктор Пановски, уште само неколку други доктори кои одговараа на прашања на заболени како мене. Со нивни совети ме крена од постела, фала им, останав жива, бев уплашена, лежев безпомошно со температура, тешка малаксеност на моменти во паника и тогаш зимав телефон, им звонев и за време не помислував, едноставно барав спас и еве тука беа во секое време со нивните нели совети, сум жива и здрава. Голема благодарност до доктор Пановски и до вас. Тоа е една порака, а ова што ми напиша вежбање и ковид. Често пати кажувавте дека физичкото, дури звучеше и како да тривијално дури. Демек,
спортот е половина здравје и што ти ја знам. Но се покажа дека зголемената физичка активност подобрува циркулација, подобрена циркулација, многу полесни симптоми. Но во исто време голема општа малаксалост. Збориме пост-ковид, симптомите се човек не може, значи пола се осеќам човек. Многу повеќе се здебелив, многу помалку јадам, многу потешко се движам, едноставно многу ми е, не можам да се според. Да. И има година и пол од тогаш. Се враќам, ја има нагорна линија, ама се осеќам како осакатен. Тоа е феномен со овој коронавирус, со оние другите, веројатно немало такво нешто. Значи, овој пост-ковид синдром е феномен карактеристичен за COVID-19 и последните согледувања велат дека негде околу 20%, 1 од 5 заболени ќе добие пост-ковид синдром, кој што се смета дека е пост-ковид синдром ако трае повеќе од 4 месеци после диагностицирање на болест. И сега колку ќе трае, месец, 2, 3, 5, еве година, дена, уште се кршат копја околу механизмите што лежат во на кои што се должат симптомите. Што најчесто ви се жала? Јас се жалам, често сретнувам, но ја не можам да ја знам статистиката. Значи, оваа физичка слабост и малаксаност, кај најздрави луѓе ја сретнувам. Да, тоа е она што, вака да речем, е опашка една, ќе го поминеш лесно вирусот, ама после нели малце повеќе. Јас се испофалив, жив, среќен, лесно го поминав, еве година дена, гастропроблеми, проблеми со веќе сум на терапија за диабет. Уште се лута околу потеклото на тоа. Последната една теорија има дека сепак лежи во едно пореметување на балансот имунолошки во организмот и дека всушност во прашање е еден привремен автоимун механизам. Значи, организмов, како последица на болеста претходно, воспалението со COVID, до таа мера му се изместува рамнотежата, функционирањето, што сега тој еден период, извесен период, почнува како пијан да се однесува, сопствениот имунолошки систем да се врти и да ги оштетува сопствените ткива. Уште не знаеме што се дешава. Значи, еве, како автоимунна болест да имаме? Најверојатна причина е... Толку го буставме имунитетот да на крај претеравме или? Не, од прележувањето, нема од вакцина тоа. Тоа од прележување. Еве го истото прашање. Не ми е јасно, докторот вели респираторен вирус, кај мене белите дровови ми се джам, а дигестивниот тракт ни е партал. Јас зборам дека стварно проблеми со варењето, со ненормална ситуација, задржување течности, качување тежина. И кога има и таму вирусот го има. Сегде, се што е клетка. Не знаеме уште што прави, значи. Молам? Не знаеме уште што прави и зошто е така. Многу долго трае. Покажано е дека е интрацелуларен, значи внатре клеточен паразит, тоа е недвосмислено така за секој вирус, но дека овој вирус сега... Чекај, го имаме ли вирусов? Или кој ми го прави ова сега? Не, ова се пост-ковид. Што е ова? Не, веќе вирусот го нема. Ама што е ова? Кој го прави ова? Ова се сега... Кој ми го прави ова? Вака. Значи, кога човек ќе помине низ некој тренинг, што знам, ќе научи, ќе има некакво искуство. После тоа, врз основа на поминатото искушение, поминатите борби, едноставно остануваат лузни некои, остануваат растројства функционални во имунолошкиот систем и сега имунолошкиот систем како во нокдаун боксер. Ајде вака, се сеќаваш ли колешка? Како во нокдаун се врти кон сопствените ткива. Се сеќаваш ли на колешката што ми испрати на интерно, кога имав проблеми, значи 3 месеца после прележувањето. И ти се жалев на тебе и на тој помладиот пријател. Значи, јас зборам за себе, ама
мислам дека ќе се препознаат многу мин. Значи, последиците. Отидов кај интернистката на интернот. Ја знаеш која е жената, да не ја спомнуваме, така? Знаеш ли што ми рече на крај? Ми ги направи сите испитувања и така натаму. Се договоривме да почнам терапија, иако немав диабет, ама да земам терапија за диабет, затоа што имаше некој тикток и така натаму, ја земам и така натаму. Неверојатно, јас сум првиот човек што не може да ослаби килограм, а зема терапија за диабет со глукофаж. На страна, женава после сите испитувања што ми ги направи, заедно со неи, со низините колешки, ми вика вака: ја ова го имам видено во Либија. Што бе? Ја вика сум работела како млада во Либија, работевме со војници. Значи, структура. Толку високи, толку тешки, сите, како на калап направени. Вика, кога ќе заболеа сите, од, не знам, да речам, сега карикирам, грип, сите исти симптоми, исто се лечеа, у сати дури разлика кој како ќе се опорави. Али ова што се случува сега, го видов кога единицата која ја лечев беше изложена на боев отров. Значи вика, со месеци, со години, кој слабост, кој му се здебел, кој отекол, кој изгубил мирис, кој развил диабет, кој развил ова, кој развил гастро, вика. Викам, шо ми го кажеш ти мене ова? Знаеш, викам дека ова јас сум отруен. Не, ама третирај се, вика, ја не знам што е, вика, не знаеме за вирусот што е, но вика, сега вика третирај се најдобро за тебе, за да се фокусираш да излезеш, ми вика, третирај се како да си бил отруен и гледај да се детоксифицираш. Што те детоксифицира? Здрава храна, сауна, препотување, море, солена вода, тоа е, вика, што треба. Немам друг подобар совет да ти дадам. Нема лек кој треба да те регенерира и да те врати во нормално. Нема. Освен здраво... Дали е во право женава што ми го кажала ова? Да, па имаше спекулации, нели, дека не прскаат од него, па имаше некој сарин било во прашање, бојни отров и така. Неспорно дека симптомиве може да биде да се окарактеризираат како слични со симптомите на труење со бојни отров, ама дефинитивно само има сличност на симптомите, дека не е бојни отров. Ја не верувам дека е боен отров, не, но тоа ми дава дека е малце неприроден овој вирус. Да, но по аналогија како симптоматски се решаваат, се менеджираат тие таков вид симптоми, истото важи и за овој вид симптоми. Види, ако не знаеш што е причината, да знаеш специфичен лек да даеш, ќе третираш симптоматски, велиме. Значи, симптоматски, терапија на поддршка, течности, многу ловош е да се покрене организмот самиот да се справи со Две полиња имам испиено реиши и кордицепс и мислам само тоа ме одржува животот. Не знам што друго, човек. Бидејќи што све не проба. Да, тоа е супер. Гастро, знаеш колку имав гастро проблеми? Вака, за година дена после короната, исчезна. Страшно беше. Значи, не можев да спијам со тахикардија, рипа, стомакот. Што не ми даваа? Нолпази ми даваа, 300 чуда лечев. Дури земав и антибиотик, па дури ми помагаше. Тој некој стомачен антибиотик, не знам кој. Значи, многу чудно. Кажи ми, кај некои луѓе, например, што ги поткачи, изгубија мирис и вкус. Вкусот се враќаше, ама мирисот не им се врати и по подолго време. Дури после година дена викаат, абе, на 50-60% сум од она што бев. Да. Ке се врати ли некад тоа? Па немаме искуство уште да видиме да поминат 2 години. Значи, ние сме заморчиња. Извини, другар, еве го, 2 години откако прележав, 3 месеци немав никаков мирис, од тогаш имам минимално вратен, но испомешани мириси, дали ќе ми се врати некогаш? Треба, да, тоа е прашањето. Да. Шега на страна, значи, за сега се препорачува, толку се уште за сега знаеме, единствено чар е да се стимулира сетивото за мирис
да се стимулира со разни мириси. Докторот е во право, да ви кажам дека само да кажам, од тогаш купив 5 нови парфеми, ефтини, те зарате, ова, она, и се обидувам што повеќе да ова, бидејќи читав некои студии дека најдобро за да го вратиш мирисот е да го стимулираш со убави мириси. Што значи да го вратиш? Тоа значи дека таквото тоа изложување на разни мириси ќе предизвика, ќе стимулира обновување, регенерација на мирисните рецептори. А супер беше кога немав мирис, брат. Смрдлива риба сум јадал, ја неќам морска храна. Све бутам тамо манџича, ништо буташ, ништо не осеќаш. Супер беше. Не, се шегувам. Но ова е многу добар рецепт и ја од тогаш, еве да ти кажам, го послушав тој совет и ми го кажа. Сега ти е вратено. Па сум на 80%. Купувам парфеми, разни, мирисам, се мирисам. Кога ќе се разбудам понекогаш и не осеќам мирис, ме фаќа паника, се враќам и у 2-3 сабајле, знаеш, пак да не сум нападнат и така натаму, пошто искуството беше страшно. Па не, овој омикрон не му е таков табиетот доминантно да дава такви. Ве молам, зошто се уште во светот се инсистира на задолжителна вакцинација, дури и кај деца од најмала возраст, па и одење на 4-та и 5-та доза, иако имаме многу негативни примери како Израел, Данска и така натаму. Па докторе, што ќе кажете? Мислам дека нема инсистирање. Нема инсистирање. Едноставно се оди на тоа и сега е таква е ситуацијата да вакцината ќе биде по желба. Пак ќе речам апсолутно. Секој што сака може да се вакцинира. Исто како со вакцината за грип. Ако некој сака да се вакцинира за ковид, кога е најдобро да се вакцинира ако решил? Како за грип, да речеме. Кои месеци се тоа? Ноември, декември? Па исто како за грипот, пред да почне ладните денови, таму негде октомври. Тие што одлучиле да се вакцинираат, дали да внимаваат и колку да внимаваат, ако се штитат и од грип и од ковид? Дали во исто време да ги примат? Може. Не се комплементарни? Апсолутно нема едната со друга врска. Може у исти ден да се дадат, ако сака. Не е тоа премногу шок за имуниот систем? Не. Зошто не? Апсолутно не, затоа што различни, како да речам, има капацитет имунолошкиот систем да реагира, има доволно капацитет, доволно контингенти на тие имуни клетки кои што ќе реагираат и на едниот и на другиот имунолошки стимул. Па на децата им се даваат дитепер, да речеме, вакцина за 3 болести одеднаш. Нели? Дифтерија, тетанус и пертусис. Мене тоа не ми е многу паметно. Мене ме вадува памет. Така не може. Мислам, добро. Извонредна машина сме ние, совршена. Мој близок брат заболе од мијастенија гравис веднаш по вакцина. Велам ја, неблагодарна е статистиката. Неблагодарна е статистиката, човек да кажува, нели, не е опасно, вакцинира се. И тоа зборам за 60 години. Знам, ама сеедно. Сеедно и тогаш бенефитите биле поголеми и со такви вакцини тогашни. Разбирам. Отколку да фатиш, не знам, дифтерија да речеме, или мало дете голема кашлица да фати. Вие разбирам тезата. Така, нели, аспирин се пие кога те боли глава, нели, се пие аспирин, а ако ги прочиташ позади оние што пишува, кои се ризици, страшна работа. Па сепак го пијам. Значи на тоа ниво го. Еве статистика. Еве една статистика, без везе. Ова статистика е од пред 40 години, позната. Вика аспирин ако пие некој секој ден по 100 милиграма, а ова пред 40 години. 100 милиграма секој ден, во тек на 10 години секој ден. Има 80% веројатност да заврши на дијализа. До таа мера ќе ги уништи бубрезите. Аспирин. Така е. А да не збориме на стомак што може да направи. Еден од најприродни лекови, изведен ацетилсалицилна киселина, изведена од кората на врбата. На врба, да. Кои животните ја јадат кога се чувствуваат болни. Затоа што им треба аспирин, знаат инстинктивно. Ама ете има причина тоа да го направат, или чисто инстинктивно. Кај нас се забега
го дава аспиринот и тоа сега тоа се напушти. Да. Значи велиме како примерна превенција од евентуални кардиоваскуларни инциденти. Да, земај Над редовно 50 години ќе пиеш 100 мг дневно секој ден. аспирин секој ден. Ќе Испадна пиеш, дека не е ќе добро. пиеш, ама испадна дека сепак штетите малце поголеми отколку бенефитот да не те трефи инфаркт. Крварење на бубрези и простата, Ама, например. Мислам, труење на бубрези, токсичен ефект на бубрези. 2 пати прилежани симптоми само губење на вкус и мирис. Да напоменам, првиот пат беше јануари месец, уште не се знаеше за ковид кај нас. Се вакцинирав со Синовак, неколку месеци после вакцина пак се заразив, но овој пат со поизразени симптоми, секретна плуќа, воспаление на уво без ТТ, не знам така пишува вајда. Дали погрешивме со вакцините и дали имаат нуспојави после подолг период? Немаат. Шо, после подолг период немаат нуспојави? Не. До сега нема такви Не, студии? не. Единствено само Синовак се покажа дека е гола вода во однос на овој последниот мутант. Врска Омикрон. немаш. Супер е Синовак. За Омикрон нема нешто. Се шалам. Оти јас со Синовак од зема. Не, зборам жена за- ми зема, за ефикасност. сопругата зема Pfizer, кажи го овој. И знам и- Производителов на Viagra. Она зема тој, ама страшно И беше. како боса потрне по мене, знам. Не, страшно беше. Ке те тепав тогаш. Живи се. Кога во државава воведените и применети мерки ќе бидат епидемиолошки, а не политички, економски, популистички и религиски? Добро е ова прашање. Па добро е, јас и сум пишувал дека кај нас во тек на овие 2 години се покажа дека на крај секогаш политиката пресекуваше. Значи колегите во Комисијата за заразни болести нели ги плукаа сите вакви такви. Мислам дека претпоставувам дека кога седеле и кога разговарале таму тие си ја следеле струката. Ама бидејќи таа комисија е само советодавно тело на министерот, па треба министерот да го прифати заклучокот на комисијата, па сега одлуката на министерот тој треба да ја пласира на кризен штаб на влада, па таму седат неколку министри, а немаат врска со медицина, само политика и коалициони интереси. И они сега да му дадат благослов на евентуално да го изменат. И прават компромис на Компромис тоа. прават некаков, па тоа сега оди конечно на благословување на седница на влада. Не, ја ти реков. И Ја па тоа е на причината на страна они што по дефолт, значи Обединети нации ќе формираат суд, има да излезат они на суд. А ја да ги прогонуваме овие што искачаа на балкон да аплаудираат. Ете тие да, после соучесници. Ама, Вика врска- Луј Пастер, не, доволно е за политика. Ги утепа да ти кажам. Мислам, вака треба затоа што вака се постапува ти како што кажеш. Ова не е, ова е институција која треба здраво и зрело да постапува. Луј Пастер на крајот на животот рекол: "Сега дури сватив дека бактериите се ништо, а организмот е се." Ова кажува многу нешто во врска со пост-ковид синдромот. Срдечен поздрав од Филмчо Костов. Па добра реченица. Иако да кажеме дека па ете тој Луј Пастер не бил ни медицинско лице, туку хемичар. Да, како што реков на почеток, да, се е борба за опстанок и се е една динамична борба за адаптација. Значи сите ние оној момент јас и на студентите мои на времето сум им кажувал, оној момент кога човечкиот вид после можеби милиони години до таа мера ќе се адаптира на микросветот, на вируси, бактерии и други микроорганизми, предизвикувачи на болести сега, значи до таа мера кога ќе се изадаптираме, веќе болести нема да има. Целата филозофија е да се адаптираме колку што е можно повеќе на нашата средина и на другите тие микроорганизми што се околу нас. И на причинителите на болести. И затоа и се вакцинираме, и децата ги вакцинираме за таа адаптираност, адаптација
да ја направиме што подобро. Види, сума сумарум, но и покрај се ова, никогаш помала не била довербата во фармацијата и во вакцините. Точно е тоа. За жал се покажа дека добар дел од наши колеги и од фармација и од медицина се водат од лукративни мотиви. Браво. Дефинитивно. Плюс, добар дел од нив, затоа ја на почеток кажав, исплива се што било скриено, исплива на површина откако жабокречината, откако се размрда површината на жабокречината, сите скриени утињата фекалии, нели, исплива на површина. Многу фекалии исплива и се во тој контекст, нели, докториве, лукративни мотиви, плюс се покажа дека добар дел од нив не владеат со медицина доволно. Не владеат со медицина доволно. Ја ти се клањам. Колку сака нека биде ова... Ја ти се поклонувам, докторе. Ја не непристојно. знам човек од наука и медицина да го изјави ова што ти си го изјавил кај мене. Ти честитам на храброста што го кажа ова. И за тоа има аргументи. Значи, ја тоа не го кажам од мал мозок, имам аргументи. Кои се аргументите? Аргументите се што од почеток до ден денеска, огромно мнозинство од докторите на сите нивоа на здравствена заштита, од примарна до терцијарна, за вирусно заболување ординира антибиотици. Ти текнуе ли? Ти текнуе 2 дози сумамед ме отруја, а таков беше протоколот. Протоколот беше за сумамед затоа што се покажа во лабораториски испитување дека имало и антивирусно дејство, ама тоа кратко траеше затоа што после емпириски на терен се повлече, ама луѓе не читаа. Гледам од прашањава 2 работи најмногу. Замор и губењето на мирис. Уште луѓе се жалат за мирисот. Што е, обично викаат дека 3 до 6 месеци се враќа, но еве има луѓе кои многу подолго не им се враќа. За жал ќе видиме до кај ќе се тера. Значи ова уживо сега немаме емпириски модел, немаме искуство да кажеме Малку за тоа. време е за да може да се упросечат работите. Дали имаш некаква статистика колку е просекот на враќање, она што следи до сега? До година дена. До година дена. Ако иде по година дена, има ли некој чаре? Што можеме да правиме освен нели со стимулирање мириси, рековте да мирисаме екзотични мириси, концентрати, обично тоа нели она не знам, масло од лаванда или од некој екзотично или парфем купен. Јас не сум клиничар, ама еве ќе шпекулирам. Ќе си земам за право да коментирам клиничарска проблематика. Бидејќи се повеќе станува јасно дека аутоимуна подлога е во прашање, значи аутоимун механизам така. по настанувањето на постковид симптомите, кои да се, централен нервен систем или други. По аналогија, знаејќи дека други аутоимуни заболувања се третираат со кортикостероиди, основен столб на терапијата се кортикостероиди кај аутоимуни заболувања. За да се инхибира, да се супримира имунитет. Премногу силниот Ама тоа е многу опасно да го супримираш, тоа си по неотпорен спрема други заболувања. Па да, ама тука умешност е тоа да се дозира така за да не направи друга белја. И како ние аналогно сами тоа да го правиме без лекар? Не, мора тоа храна, мора со лекар тоа. Тоа да престанеме витамин С, Д, цинк, да намалиме малку, да го опуштиме имунитетот, бидејќи се научивме сега у овој страв стално да јадеме храна која го крева имунитетот. Да, ја мислам дека сега треба да се олава и малце, затоа што не е идејата, не е целта да го направиме силен, да го стимулираме имунолошкиот систем, туку идејата е да успееме да го урамнотежиме. Да го урамнотежиме нема да можеме со... Значи сега е време за ракија. Имено. Не можеме да го урамнотежиме со вештачки, со хемија, со суплементи. Ќе го буцкаш само, ќе му удираш клоци и ќе го стимулираш.
Тоа се постигнува најлесно со храна. Затоа што само од храната, најмногу овоше зеленчук, нели? Само од храната организмот ќе си зема оноку колку што му треба и ќе си го балансира она што му е разбалансирано. Се друго може да отиде во спротивна насока. Имаш едно прашање кое не знам баш дали е од тебе, од господја Ѓурѓица. Вика, добро вечер, и за двајцата вирусот го поминав пред една година, за истата таа година 2 пати бронхитот ми се врати. Последниот бран пак ме прочешла малку, понежно, ама силата ми е на половина. Баш кај што сум хипо, веќе 11 години, не знам што значи тоа хипо. Добро. Хипотензично да не е, не? Не знам. 11 години, да не зборам и затоа. Прашањето ми е, зошто на толку поствирусни симптоми и видливи проблеми, во смисол на работник кој очигледно не е закрепнат за враќање на работно место и извршување на истата работа, мерките беа само 7 дена боледување и така натаму за работодавец. Интересно прашање. Многумина чувствуваме, значи, работник кој физичка работа, нели, шивач, рудар, ово, она, преживува ковид. Он не е 100% спремен ниту за ова. Зошто немаше мерки кои ќе овозможеа барем некоја терапија, некоја толеранција, нешто да се уигра тука? Едноставно капитализмот си продолжи и државен и приватен, како да ништо не сме преживеале. Па не, а ние сме полуинвалиди у овој момент. Се покажа овие 2 години дека капитализмот е немилосрден. Капитализмот практично се покажа она што го знаевме за него, дека исклучиво е заинтересиран за профит. Него не го интересира дали и колку умреле. Него го интересира на кој начин, дури и од смртта да ќари. Се извинувам вака, ама тоа е у принцип за капитализмот. За жал. За капитализмот. Така. Така што додека не се смени парадигмата во таа смисла, дека не може само низ профитот една држава да ги гледа нештата, работите, системот државен, туку дека треба да има малку и хуманоцентричност, не само капиталоцентричност, бизнисцентричност, туку хуманоцентричност да има. Меѓутоа јас се сомневам дека у принцип капитализмот може да функционира на сопствена штета. Не може тој да функционира на сопствена штета. Тој мора да прави профит од профит. А за профит му треба пазар. А за пазар му треба луѓе со пари. А луѓе со пари се здрави луѓе кои заработуваат. Му треба и болни луѓе кои што ќе ги лечи со фармацевските производи. И тоа е профит. Тоа е шизофрена ситуација општествена. И последно прашање за тебе, а те молам после на крај еден завршен збор, како што имаше широк воведен. После 13 месеци прележан ковид, несоница со депресија, дали може да се нарече пост-ковид симптоми и како да се пристапи за да се остренат, да се врати пациентот во нормал? Значи, ова што зборивме, невролошките заболувања, дека е вирус кој го напаѓа нервниот систем и предизвикува несоници, тахикардија, меѓу другото, панични напади, анксиозност, депресија, значи сите оние луѓе кои никогаш немале психички проблем, одеднаш се јавуваат. А ние сме, како општество, тотално неспремени па за ваков вид. А и за слабост физичка, ово, она, и некако имаме, ама за овие работи, многу виша математика. Баш. Ајте, молам, дај ни една општа препорака. Значи, повтори ни. Да смераат, зошто да смераат, зошто да се опуштиме и што не чека во иднина. Па, мислам дека треба да смераат веќе. Мислам дека дефинитивно ковид пандемијата, барем кај нас, е стивната до таа мера да било какви трзаи, да ги кажам така, обиди да се прпелка во наесен и во други сезони, тоа ќе бидат само така некакви лесни вознемирувања на една мирна морска површина. И ќе имаме, мислам, во идните години бонаца, мирно море. Мирно море ќе имаме што се однесува до ковидов, освен, морам да изразам резерва, освен ако не се појави
некој си 10-ти мутант, со сосема инакви карактеристики, па евентуално да направи малку поголема бура на морската површина, но дефинитивно мислам дека од оваа фамилија коронавируси не може веќе да се очекува таков без таква цунами во напредувањето како што го имавме тоа во минативе 2 години. Едноставно не е можно. Едноставно се има воспоставено една непремослива бариера веќе кај луѓето, генерално како меѓу во една популација, и секакви велам обиди да се заобиколи таа одбрана ќе резултира само со мали нарушување на равнотежата. Она што треба да тоа што се несува до оној здравствен дел. Значи ризици по здравјето веќе практично немаме. Освен ќе ги апострофирам пак граѓаните што се постари од 70-75 години. Оние со хронични помлади и така. Граѓаните независно од возраста што имаат хронични болести. Што да прават? Едноставно тие да се припазуваат во ептен тесни простори, ако мораат да престојуваат, да си стават маска, и кој ќе почнат да се даваат овие редовни сезонски вакцини, да си се вакцинираат редовно. Зашто подобро е да се вакцинира, отколку да ризикува да се зарази, не знае како ќе помине. Едноставно не знае како ќе помине. Тоа би било вака укажување овој пат циљано, значи таргетирано за ризичните групи. Овие другите, ќе речев ние другите, и јас сум во постарите. Другите, што немаат хронични проблеми, што се, ќе речев порано, под 65, еве ќе речам под 70 години, иако се вакцинирани и прележани, или вакцинирани со 3 дози, или 2 пати прележани, или 3 пати прележани, секакви комбинации има. Тие имаат доволна лична заштита за да можат да се исправат слободно, да не му се плашат на вирусот, да бидат постојано во комуникација, да речам така, со него, да не бегаат од гужви, напротив, изложувањето, повторуваното изложување на вирусот, што би си го приуштиле, прво ќе оди тоа малку со некое симптомче, плюс-минус, потоа се поретко и поретко, секој велам нареден контакт со вирусот ќе ги прави да бидат се посилни и посилни во однос на својата одбрана. Тоа е тивко прокужување што некој на времето јас кога се залагав за ова ме критикува. Зашто така смеам да кажам? Вие велевте дека е тоа најдобрата бустер вакцина, дека оние што биле вакцинирани или прележале да отидат повторно малце да поткачат. Сигурно. А тоа беше оној шведскиот, норвешкиот модел, нордиците, они... Да, тоа е шведскиот модел и оној така беше и заложбата беше на Great Barrington Declaration, декларација на Great Barrington. И јас и Пановски сме подписници таму. Тие се залага за таа така наречена прстенеста заштита, значи да се изложат на зараза младите. Во тоа меѓувреме додека тие се изложуваат и стекнуваат имунитет, значи за да не застане општеството, младите да се заразуваат и да работат, со претпоставка дека полесно ќе поминат, а да се засолнат постарите и хронично болните. Како да се засолнат? Дури физички да се дислоцираат од дома. Сега тоа во богати земји може, нели имаш викендичка, па ќе го пуштиш старите... У некој фјорд тамо едно 3-4 месеца рад. Да, и delivery service ќе му обезбедиш. Ама не да. Да го обслужуваат. Сонје, Маврово, ваму. А овде у 50 квадрата
три Особено генерации така. пикнат на стегани, оди направи го Great Barrington пристап. Нема шанс. Она што мислам дека треба да ни биде наравоучение. Мислам дека имаме време? Не, при крај сме, завршен збор ти е ова. Добро. Добро. Заврши го, повели. Така. Мислам да кажам ова дека Кажи. наравоучение треба да ни биде да извлечеме поука од себе ова, а тоа е дека прво треба да станеме подобри луѓе. Прво да сватиме дека покажавме дека сме тотални егоисти, луѓе во просек земено, без емпатија, луѓе кои што немаат чувство за заедништво, луѓе кои што не мислам на семејството, заедништво за домашните дома. Немаме ние чувство за заедништво, ние сме општества, ги нареков холограми, општества кои што се, Оскар Вајлд рекол, практично тие се само еден збир, множество на индивидуи. Општество е всушност множество на индивидуи. Општество во вистинска смисла на некаква кохезиона, компактна маса, практично не постои. Тоа е ирационален поим практично. И сега, од друга страна, ако знаеме дека едно општество не може да функционира ако не постои чувство за заеднички интерес кај членовите на тоа општество, треба да се научиме дека заедничкиот интерес треба да ни биде на прво место пред личниот, за да можеме во некој идно време, ако се појави сличен ваков предизвик, а не е исклучено заради се поинтензивното узурпирање на природните живеалишта на вирусите, да речеме, секој ден во Бразил се раскрчува површина од прилика големина како Куба. Значи, секој ден една Куба, површина на џунгла, од амазонските џунгли се уништува, за да се обезбеди обработливо земјиште, за да се обезбеди земјиште за градење на урбани населби. Тоа е директно влегување во клинч со вирусите што таму битисуваат со време. Од друга страна, климатските промени си го прават своето. Од трета страна, циркулацијата на луѓе е огромна. И тука лежат причините зошто е многу веројатно во евентуално догледно време повторно да се соочиме со некој ваков циркус. Покажано е дека во последните 20 години преку 70%, 73% точно, од сите заболувања што се јавиле меѓу луѓето потекнуваат од животински резервоари. Вклучително и овој кој што го имавме сега, на гости. Пазарот во... Значи, мораме дебело да размислиме дека мораме да се сплотиме, да направиме покомпактна творба од нашите општества, а не кули од карти. Испадна дека кули од карти испадна сите општества. Се срушија наеднаш, откако малку повеќе притисна предизвиков наречен COVID. Ако не научиме, значи, дека сме сите делови од еден затворен систем на врзани садови и дека ако шкрипи таму долу во Бурунди, тогаш ќе го чуеш звукот дека ќе ти зашкрипи и овде. Значи, еве што се случи со мајмунските сипаници. Од 2010 се следи големен број на случаи во Централна и во Западна Африка. Либерија, Сиера Леоне. 30-40 години немале случаи на мајмунски сипаници. Меѓу 2010 и 2016 почна случаи да се јавуваат. 10, 15, 20. Тоа беше, и тоа се знае. И затоа направија, сега отидов ја на друга тема, затоа се направија и 2018 одобрија вакцина FDA и 2022 во јануари леков овој нов за мајмунски сипаници, па некој дигна галама, знаева овие дека ќе има пандемија,
па направија претходно лекови и вакцина. Ба не е точно. Точно е дека од претходно се гледа дека мајмунските сипаници креваат глава и дека е добро да се биде подготвен. Од друга страна, овенува, ветре имунитетот од оние што се вакцинирале против вариола, потоа има еден куп генерации што не се вакцинирани, и вариолата е ерадицирана, и беше паметно би било, нели, да помислиш дека некоја будала со жештен ум може да посегне по вирусот на вариола вера и да направи биолошки напад, биотерористички напад со вариола вера. Бидејќи имаме повторно имунолошки наивна популација. Би било масакар сега? Молам? Би било масакар? Би било масакар. Мајмунскиве сипаници... Ако дава им идеи, таман за завршна збор. Мајмунскиве сипаници, зошто се јавија? Зошто од 2010 година креваат глава во Африка и овде онде ќе прескокнеа и на запад? Па јас се осмелувам да речам дека, реков, затворен систем на врзани садови. На едно место ако испразниш, ќе се преполни од кажа, друго. тоа не се повторои. Зошто за Затоа што ја ерадициравме вариола вера. Ова нигде не сум го прочитал, ја шпекулирам. Ја ерадициравме вариола вера, 80 ја ерадициравме. Добро. Со тоа не направивме ли дисбаланс во еколошката рамнотежа на тој микросвет таму во Африка? Веројатно направивме. Кој е најблизок роднина на вариола вера? Мајмунските сипаници. Всушност не се мајмунски, најверојатно се од глодари негде. Се испразни местото на вариола вера и вториот во ранг член на фамилија ортопокс вируси, користи шанса и си вика јас сега ќе го заземам местото на мојав постар брат или сестра, нели? Тоа е системот како природата делува. Ете така функционира природата. Значи нема И ние се празен трескаме простор. од земја, зошто мајмунски сипаници се јавиле? Па затоа што ние сме криви што практично секако со право, нели, вариола вера ја ерадициравме, ама не помисливме дека тоа ќе создаде еден ден, а зошто сега? Затоа што во меѓувреме доволна критична маса се создаде, се насобраа луѓе без имунитет од вариола, против вариолата. Добро. Ова сума сумарум значи дека мораме to be vigilant. Да, мораме да бидеме. Кога се фативме веќе за мајмунскиве, не е тоа никаков предизвик, јасно стана дека единствени на ризик се изложени промискуитетните особи. Без дека... Како да ја завршам сега емисијава? Зошто така испадна? Затоа што се емпириски се покажа така. Емпириски зошто се шири како Па затоа сидата преку да, сексуалниот однос? Затоа што се покажа дека 99,9% од сите случаи се заразиле со генито-генитален контакт. Значи тој вирус не иде аеросолно, не се... Иде. Иде и тоа. Па иде, Но повеќе не аеросолно. Го има во плунката заради тоа што во слузокожата на устата и на јазикот има исто така осип. Енантем го викаме. Штом има осип и плунката има вируси. Добро. И сега таа плунка можеш да некого да му ја пренесеш со зборење, со кашлање, Или со бакнеш. со бакнеш. Но велиш дека попромискуитетните повеќе заразуваат. Тие што почесто менуваат партнер. Па така, затоа што се покажа, велам дека претежно се тие што досега се заразени околу 400 души, негде преку 90% се Луѓе кои често менуваат партнери. мажи што имаат секс со мажи. А тие се познати по својот промискуитет. Познати се по промискуитет. Познато е, например, ова уште од времето кога беше СИДА, во 1980 година, дека имале дневно фреквенција од 30 до преку 100 партнери. Дневно. Докторе, се гледаме на есен. Дефинитивно. Ви благодарам многу за вашето гостување и излагање. Слушнавме доста интересни работи, се надевам дека
повторно ќе го се надоврзаме на се ова. Ви посакувам се најдобро и уште еднаш огромна благодарност, свое лично име, мојата екипа и од моите гледачи за тоа што сите овие изминати години несебично ни помагавте. Ви благодарам. Благодарам на поканата, Јанко. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.